Разбирам да поправиш една слика. Или две, или три, или на 4 слики да си ја зголемиш малце. Газо да разбирам, тоа е во ред. Ама на 250 слики? Како да ја избришам, Мари? Како? Охо! Не те ја не бришам. Чао. Опа. Чао. 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 Се враќаме на оваа позиција, колку време се нема вратено на ова. Поп. Како што знаете сите, јас сите ги оследив, разбираш, значи тот жена, од деца, значи сестра, најдобар другар, Не, мајка ми не ја следи. Тоа е уствари еден од проблемите. Мајка ти на Инстаграм. Шо барат мајка ти на Инстаграм? Шо барат? Ма шо барат, ајде кажи ми, шо барат, шо? Шо бараш на Инстаграм, кажи. Шо? Ке скроламе? До бескрај? Шо? Така? Хај само ме нервира. Купио сам, знаш, 520 за моje слики да изгледају још болje, знаш, sa лејком ленсом, onda slikamo i во видео слики су болje, знаш. Едно од сериозноста што се јавуваат на луѓе што се на Инстаграм е тоа да секој планира, мислам секој, 95% од сите луѓе планираат овие што ги следат, значи бројкава што луѓе што ги следат, да е поголема од луѓе што тие следат. Као демек јас сум Чепнете се, море. Знаш, у Банској таму смо мало скијали или ми смо пошли, знаш, sa моим дечко у Грци и онда и шо ако, море, демек фрајер, знаеш. Јас бате, пример јас ево, ако правев мојот прекој, јас бате 1000 души, 1500 души ме следат, ама јас следам 300 души, разбираш, абе, фаца сум. Познат сум, ме разбираш, нешто фотографија, познат сум, Таму, знаш, ми е као што смо наручили те јело, знаш, те лобстере. Лобстер, знаш, служе оне со мале неке, неке мале тајнирчиće, оне мале зрне, ја не знам како се оне зове, али сам наручила, знаш. Гледам на телефонот, бате, ово е мослило. Мене мој фрајер ке ми се прави мој лигушкар мајмун ваков таков. Бате. Follow, кој го еба, бате, Сам наручила те оне мале зрне и пастрмке, мислим, ја не знам баш како то се каже, ќе да пребарам на интернет, сад чекај. Икром. Па тоа се зове икром. Јас сум наручила лобстером, са икром. Помниш ти 2 сати од животот, да ставаш 4 пати во неделата слики, по 2 сати, тоа се 8 сати. 8 сати да помениш во едитирање слики. И уште сигурно 8 сати во сликање, неделно, 16 сати, тоа се 2 работни дена. Ама која е поентава, разбираш, до ред. И onda sam naručila još 2 piće i onda sa mojim dečko, šta je on sve platio, znaš. Mi smo išli na krstarenje, to sam sve fotografišala na ovim 57 slika. Јас мор сестро на свадба 57 слики не сникам. 57 слики, 50 до 52 слики ги страпам и после викам бегајте, има сликан си, ќе ти покажам, ќе видиш дека си сликан. Значи покажувај ме нешто што не сме оствари. Ево, пример, бев еднаш во еден Електра хотел во Солун и сега таму, знаеш, тоа е најфенси хотел, најскапо од цел Солун, може оде на Балканов, 5,5 евра едно макијато. Ми сам представам меѓу неколку 45 минути, горе и пијам кафе, 5,5 евра кафе, брате, јас сам неки, знаеш, знаеш, мислам, зна се. Дури бев тамо, не го заприметив, мислам, го заприметив, али не ми сметаше. Од 45 минути, што седам во престојот, што пијам кафево, 35 минути јас и мојов другар се сликаме, 35 минути се сликаме. Човече,
25 години, од 25 годишен човек, се сликаш 35 минути. Ето, бате. Тогаш, бате, јас сватив дека Квитос. Значи, да го избусташ максимално твојаво его, значи твојаво его кој е олкаво, кога ќе се сликаш таму, ќе ти се направи олкаво вака. Разбираш? Олкаво, не го бери во кафе, олкаво вака се направи. Олкаво вака его ти се прави и ти си, бате, успешен човек заради тоа што си пошол во некој хотел таму и си се сликал и си ставил многу убава слика и сега овие ќе ти лајквет, ќе речете, ово е бил во ова и се сликала, а значи тоа е некоја јака фаца или пак се сликал во некоја кола, разбираш? Во наредниот период на сето то ќе прам сеир. На сето то ќе прам сеир. Пример, видете ова слика. Ошол човеков во Париз и пошто видите, не ми се свига никој од сликиве со кулава. Никој од сликиве не ми се свига со кулава. Зашто не можев да ја направам онака тешко што прават сите. Као демек во музејов беше ова во Париз, значи тоа чим бил во Париз или во некој музеј, значи тоа сигурно пали. Ме разбирате? Сигурно пали тоа. Сигурно тоа пали. Добро да си бил ти таму, ама ако сме реални се. Ако сме реални, сликаме едно јадење да речеме неделно. Значи сликаме едно јадење неделно, пица некаква или некој јадење така убаво спремено. А што правиме со другиве, значи 7 по 3, 27, што правиме со другиве 20 јадења. Дај ти мене сликај ми од сармана од баба ти, што мислам сармана од баба ти е повкусна 20 пати од таму во ресторанот, ти што ќе платиш неке лобстере, неке мрнате работа. Али ајде сликај ми заради тоа, што не изгледа туба пред баба ти, има сигурно некој чингено пајнче, онака чингено, ти отурби то, то пляска, прави се онакви, се растурви цело, и то ти го дават, и ти јаиш нормално, исто си јаиш, сидење нешто си јаиш, и на крај памет ти текви тоа да сликаш. Зашто усвари не изгледа туба? И сега мојава, као демек аспирацијава моја, јас јадам во ресторани, видете се, чудете се. Ама го видовме томоре, го видовме 1000 пати. Зошто уште, ајде. Го видовме тоа 1000 пати, зошто уште? Егото ти бара да си, мислам, јас гледам од моje лично искуство ти кажам. Егово ти бара за да имаш појке фоловерс, да имаш појке лајкови, што знам, нешто едвај, значи ја сликаш, едвај чекаш да ја поправиш, па чекаш точниот тајминг, точниот тајминг чекаш, значи 9:30, 10:30 во недела, сатот точниот тајминг го наоѓа за да ја постираш, па шо е тоа? И го избришам Инстаграмов лани, почеток на 2017 година, пуштив и извештај, нормално, јас сум мега звезда, мора да пуштам извештај, не можам тики-туку така. Значи, јас најавив дека една година нема да го користам. После 5-6 месеци, онака спуштив за нешто, не знам, да те најдам некого, не знам, не зашо беше, јас спуштив папка апликацијава, влегов тоа, го заврши работата, после тоа, другиот ден пак нешто влегов, па другиот ден пак нешто влегов, па пак нешто влегов. И си влезе во барабанот, и дури ти се свестиш, си поминал 4 месеци во скролање. 4 месеци од животов свет, од светиот живот си го поминал во скролање. Ако ме прашаш, не се сеќавам ни на една слика не се сеќавам што сум ја видел на Инстаграм досега. Никој пат, значи не знам која е ниедна да ме речиш, не знам која ти е најубава слика од некој што си ја видел, на ниедна не се сеќавам. Ко се водиш во животот според, да речеме, според културава и мораливе што ги наметви широкава маса, тоа ше во ред да имаш Инстаграм, во ред да си следиш 200-300 луѓе, 200-300 те следат, во ред да си гледаш нив, од време на време да гледаш некој видео таму за јадење, пример, или за нешто друго. Ако си таков човек, то може да си го правиш, не е проблем, во ред. Али ако малце ја крениш свеста на повисок левел, и кога ќе сватиш ти играва на тоа, значи ти играва твоја, сам усвари си се саботираш со седењето на Инстаграм по 6-7 сати на ден и скролање бескрајно скролање, тоа ќе сватиш дека тоа усвари ти е најбезвезниот начин да отрошиш твојот живот. Значи пубо ти е да одиш и да се
Obesiš.